Може. Почитувани представници на медиумите, почитувани земјоделци, резултатите постигнати во земјоделството во овие години, а ги има многу, се нашата најголема вистина. Тука нема лажење, фактите и бројките ја говорат вистината. Од држава која што парите ги трошеше на споменици и на лажен мермер, денес сме држава која што парите ги враќа назад кај граѓаните. Денес субвенциите се исплаќаат без притисоци, без списоци, во еден ден со едно решение. Денес државата не се задолжува во банките за да ги исплати субвенциите, пензиите или платите, бидејќи сме влада која што посветено работи за интересите на граѓаните. Ние водиме искрена грижа за секој еден земјоделец. Даваме фер шанса преку сите програми со конкретни мерки кои што ги нудиме, особено за иднината на младите овде во Македонија. Уште од самиот почеток креиравме мерки за поддршка на младите. И денеска ми е чест што токму во Делчево повторно сум обкружен и во посета на успешни млади земјоделци на кои што ја даваме уште поголемата поддршка. Денеска во Делчево сретнавме и редица на примери на повратници од странство, од останати земји кои што се враќаат да инвестираат овде во македонското земјоделство и да произведуваат храна. Токму затоа се и мерките од програмите на Министерството, но и на европските програми. Преку програмата за рурален развој, само во овие неколку години, со новата мерка од 20.000 евра за поддршка на младите земјоделци и преку мерката од 10.000 евра за започнување на бизнис од страна на младите, се склучени 838 договори кои што се реализирани од страна на младите земјоделци за грант од 10 или за грант од 20.000 евра. Ни сите овие години, од 2017 до денес, преку сите мерки кои што ги имаат земјоделците на располагање, вкупно 2689 млади земјоделци добиле поддршка за развој и за инвестиции на нивниот бизнис во износот 1,5 милијарда денари, односно од над 25 милиони евра само за овие 2689 млади земјоделци кои што започнале или кои што го надоградуваат бизнисот во делот на земјоделците. Овие средства за младите земјоделци се употребени за инвестиции, како што се набавка на приплоден добиток, на трактори, комбајни за жито, сушари, комбајни за ориз, системи капка по капка, силоси, мандри, опрема за тутун, поддршка за пчелни семејства, подигнување на овошни и лозови насади. Само минатата, 2023 година, преку новите програми кои што за прв пат ги воспоставивме за поддршка на малите производители на храна, вклучително и на младите луѓе, кои што се однесуваат за мали винари, за мали дестилерии или за мали оператори со храна од животинско и неживотинско потекло, 49 млади луѓе за краток временски период добиле авансна поддршка од по 10.000 евра и инвестирале во нивното производство за опрема и за ангажирање на стручни лица за поддршка на процесот на нивното производство. Но исто така, на големата поддршка за младите во овој период и во овие години, кога се имплементираше ИПАР 2 програмата од 2017 до 2023 година, од вкупно 2100 реализирани договори преку ИПАР 2 во овој период, со што станавме земја лидер во реализација на ИПАР програмата, со чест може да кажеме дека најголем дел од овие договори се подпишани од млади земјоделци. Односно, 1212 договори се подпишани од млади луѓе кои што ги реализирале инвестициите и ги искористиле неповратните европски средства од ИПАР 2 програмата. Значи повеќе од половина од сите договори кои што во овие 5 години се склучени и подпишани од млади земјоделци. А износот пак на овие инвестиции е над 8 милијарди денари, рекордни инвестиции за развој и модернизација на производството и за привлекување на младите во земјоделството, но и за користење на европските средства во делот на земјоделството. Младите имаат предност и поголем процент на кофинансирање од ИПАР програмата, а во новата ИПАР 3 програма даваме и нова можност за авансна исплата веднаш по склучување на договорот во износ до 50% од одобрената финансиска поддршка. Ова е еден сериозна поддршка и новитет кој што сите треба да го знаат,
заради тоа што за прв пат можат младите луѓе покрај зголемената поддршка да добијат и авансна поддршка веднаш по склучувањето на ИПАРД договорот. Да не одат по банки, да не се задолжуваат, да не плаќаат камати, туку веднаш по склучувањето на договорот да може да добијат 50% од кофинансираната вредност. Имаме визија и покажавме дека можеме и затоа планираме уште поголема поддршка за младите земјоделци во следните 4 години. За 50% од 10 на 15.000 евра го зголемуваме грантот за поддршка на младите земјоделци. Дополнително, преку последните измени на Законот за земјоделство и рурален развој, за прв пат обезбедивме и за склучувањето и присклучувањето на договорите за младите земјоделци, за грантот за младите земјоделци преку програмата за рурален развој да добијат 40% авансна исплата пред време, пред да започнат со самата инвестиција. Младите земјоделци во првите 5 години од кога ќе го превземат земјоделското стопанство и ќе се запишат во единствениот регистар на земјоделски стопанства, добиваат 100% зголемени дополнителни субвенции. Односно, за 100% ги зголемуваме дополнителните субвенции кои што младите ги добиваа во претходниот период. Ги продолжуваме активностите и за формирање на Сојузот на млади земјоделци. Оваа голема бројка на млади фармери и сите овие мерки кои што ги привлекуваат младите да се пуштат во инвестиции во земјоделскиот сектор, во производството на храна, нас не охрабрија, по примерот на Словенија, да формираме подсекторска група на млади, но и во следните неколку месеци да ја финишираме постапката за создавање за прв пат во историјата на Сојуз на млади фармери. Верувам дека Сојузот на млади фармери ќе биде вистински иницијатор, коректив, од каде што ќе дојдат најдобрите идеи, мерки и политики за младите земјоделци. Имаме јасен план и посветено сите овие години работиме на него со конкретни мерки како да ги задржиме младите дома, но уште повеќе сум горд за секоја една мерка, политика и за секој еден успешен пример на млад кој што е задржан или вратен овде во македонскиот исток. Мерки кои што се прифатени од младите и мерки кои што даваат резултат, а за тоа зборат фактите и за тоа зборат резултатите.